Сега може да зборувам. Значи... Времето е пари. Времето е пари, така е. Виктор, Румънс, кажи, што имаш ти од тоа, што даваш пари, што даваш некаква поддршка, навистина. Што те тера да помагаш клуб, ракометен? се знаеш. Не, без зезање, што те тера? Не, сериозно. Ја знам, ти си добар човек. Шест фактори се, може и 7. Не знам дали ќе успеам сите да ги Јас викам набрам. една причинива, тоа 6-7 фактори. Најмалку. Ајде да видим. Прво, многу сакам спорт. И јас сакам спорт. Второ, никогаш не ми се остварила желбата да бидам спортист. Добро, тоа се фрустрации. Тоа се Добро, фрустрации. Се фрустрации. Трето, по некоја причина децата се заразија со спорт. Исто како што мене татко ме заразил, така ја ги зараз, ги инфицирав. Не знам колку се среќни. Па срекни си се, Сигурно, нормално. еден ден ќе кажат. Четврто, ти знаеш дека еден известен период се занимавам оце посериозно како хоби со ракометот. Точно. Ракометот ми стана спорт број 1. Сериозно, професионално се... Ти благодарам. Без зезање. И истражувајќи, аз секогаш сакам да истражувам што точно се случува пред, за време и после еден надпревар и како се стигнува до успех, а ние за среќа овде во Македонија имавме неколку пати таква прилика да доживееме таков успех и наоѓав кои се факторите за тоа и што нас уствари недостасува. Покрај тоа што недостасуваат пари, недостасува и една визија. Пред неколку години пишав еден текст кога нашиот клуб Бутел испада од еден австријски клуб, тотално непознат за сите во ракометните кругови и сите нашата јавност се нафрли врз Бутел дека биле многу слаби и неспособни. Ја кога загребав малку под површината, видов дека зад Бутел стои една компанија со двајца-тројца помошници, поддржатели или не знам како да наречам, дека за таа австријскиот клуб стојат 84 компании. Да. И идејата ми е едноставна. Еден мал клуб, како што е Аеродром, РК Аеродром, кој што не е млад, а е мал, кој што се мачи низ годините како да обстои, да преживее, а има во себе голем потенцијал, која е формулата како да го направиме него одржлив. Така. И покренав една иницијатива. Идејата е да се собереме една критична маса од 50 помагатели, ти знаеш таа си го работел, и во еден период од 2 до 3 години кога ќе постигнеме таа бројка од 50 луѓе, фирми, поединци, кои секој на свој начин месечно ќе му помагаат на тој клуб ќе биде одржлив. А клуб како што е Аеродром, кој што доаѓа од Скопје, од Аеродром населбата, кај што има илјадници деца кои што го Тоа е засакуваат. огромна населба, тоа е град, целка. Тоа е град. Такво нешто ќе му помогне многу. Да може да има сали, да може да плати тренери, да може да им плати на тие деца опрема, да ги стипендира тие дечиња, еден убав ден и таа месечна што ја плаќаме нели членарина за своите деца кои тренираат да ја нема и да им создадеме едноставно убави услови. Со се согласувам. И на иста бранова должина сме. Но, овој одговор би требало да биде одговор и на сите оние твои, кои предпоставувам како ќе биде, одговор на сите оние кои што се прашуваат зошто јас да финансирам, да помагам. Што добиваш ти од тоа? Зборот финансирање ми е Да, прекомплициран, не затоа што јас и мојата фирма, ние сме мал сервис, видете, неколку Така. дигалки мајстори, ние не сме Дигалка, знаеш колку е скапа да ја купиш? Скапа е, да. Значи, ние ќе помогнеме многу малку, символично на некој начин. Што добиваш ти? Што добива фирма? Убаво се чувствува. Така е. Ова сакам. Убаво се чувствува. Значи, убаво се Убаво ми е. чувствува. Кога ќе влезнам во сала, кога ќе ги видам тие 40-50 деца, како тренираат, како трчаат, како учат за спортот, учат за животот. Така. И еден ден кој ќе излезат, сега веќе имаме деца од Аеродром кои што излегуваат со македонскиот дрес, ја пеат химната, играат за Македонија, тоа е навистина на голема сатисфакција. Јас сум направил многу малку, а бенефитот е многу голем. А мојот удел е многу малку. Генерално ништо драматично не губиш. ништо. Дали е од време, дали е од желба да помогнеш, дали е па на крајот на криштата и финансии или било што. Финансиите не се само во материјални, во пари, туку едноставно времето Така е. кое што го одвојуваш
за да направиш на крајот на криштата и некаква емисија, да посетиш некого и така натака, се дел од тебе. Баш така е. Еве и твоето гостување денеска е дел од таа идеја, од таа мисија, секој со своите контакти или како на западот омилено кажано со лобирање да може да помогне. Јас го познавам Рубенс, тој ќе не биде промотер, некој го познава некој друг, глумец, актер, небитно спортиста, бизнисмен, појак компанија, посериозна и така ќе направиме една мрежа на луѓе, на компании, на влијателни ликови и ќе можеме навистина да помогнеме на таков еден клуб. Јас би се радувал ако ние успееме сега во овој првиот бран да собереме прво поголема поддршка за аеродром, а потоа нека бидеме ние примери за други клубови и низ цела Македонија. И нека не биде ракомет само. Поддршката за аеродром или за Бутел или за било кој друг клуб македонски е поддршка и на репрезентацијата, затоа што таму ќе никнат деца кои што подоцна ќе не представуваат. Знаеш како се вика навивачката група на Бутел? Не. Добро. Зашто? Ќе ти кажа. На Бутел. Имавме еднаш така истражување. Умрени. Умрените. Шегата на страна. Значи, тоа е идејата. Идејата е таа, мислам дека е благородна, секој што било кога и било каде помогнал за нешто, сигурно се чувствува убаво. Прво, не сум изненаден сега реално од тебе дека сакаш да помагаш, но морам да кажам изненаден сум од многу други компании македонски што навистина се моќни и така натака, кои што не велам дека нема, има апсолутно компании кои што помагаат ово и оно, меѓутоа убеден сум дека еден вака талентиран народ, колку и ние да се напаѓаме дека сме вакви, онакви и такви, дека не се случуваме со многу непријатности, непогоди низ години, меѓутоа ние сме реално прилично талентиран народ за неколку работи. А спортот и културата се правците кои што ја во најбрзо, најефикасно, најуспешно и најубаво ја промовираат твојата култура, твојот начин на живот како народ, твојата држава, твоите соседи, комшии, сите нас. Ако се донира вистински, ако се помага вистински, донира, не мора да е тој збор, така, да се помага вистински, тогаш убеден сум дека невозможно е талентираниот народ да не го пронајде малку, само му треба малку да го подбутнеш за да истрча на брзина до таму каде што треба. Ќе видиме денес уште неколку такви ликови, ќе видиме што ќе ни кажат. Многу ме интересираат на што личат тие ликови, тебе те знам поред, да видам што ве боднаве да помагате, кој е тој клуб демек, зошто? Супер, топ.